Слушате Пелагониска хроника. Радио Пела 96,8 FM. Настани на денот. Само 6 државни институции ги чуваат своите податоци во Центарот за опоравување од катастрофи во Прилеп, кој е резервна база. За 6 дена ќе се одржи вториот круг од локалните избори. Во Прилеп се одржа втората панел дискусија од кампањата Магијата е во знаењето. Прилепскиот театар утре гостува во Гевгелија. Горивата поскапуваат од полноќ. Времето денеска променливо со услови за дожд. Урбан маркетинг. Кога визијата станува реалност, довербата потикнува нови чекори. Роман Прилеп, 25 години сигурен превоз на патници. Комфорно и безбедно патување, со најголема грижа за секој патник. Патувајте со Роман Прилеп. Секој ден редовни автобуски линии Прилеп, Веле, Скопје. Ваш сигурен превозник, Роман Прилеп. Треба да знаеш во секое време со еден клик на radiopela.mk. Урбан маркетинг. Со гласовна поддршка во студиото Гордана Цветановска. Само 6 државни институции ги чуваат своите податоци во Центарот за опоравување од катастрофи во Прилеп. Центарот е под надлежност на Министерството за внатрешни работи и беше отворен во 2023 година. Тој е резервна база за клучните витални информацијски системи во земјава и гарантира дека тие ќе функционираат ако од било какви причини е загрозена работата на примарниот информатички систем, а исто така ќе ги чува податоците во случај на природни или катастрофи предизвикани од човечки фактор. Иако сите државни институции треба своите податоци да ги чуваат во овој центар како еден вид заштита, тоа го прават само Министерството за внатрешни работи, Државниот завод за статистика, Министерството за финансии, Царинска управа, Центарот за управување со кризи, Министерството за дигитална трансформација и Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој. Од МВР додаваат дека изминативе 3 години Центарот за опоравување од катастрофи работи според највисоките стандарди и критериуми за дата центар на ниво на држава. Целокупната опрема и функционални главни и периферни елементи работат безпрекорно и не се забележани никакви проблеми при временски непогоди, прекини на напојување или други прекини на активните елементи. Центарот за опоравување од катастрофи во Прилеп е финансиран со 3,25 милиони евра од предпристапна помош од ИПА фондови на Европската Унија, а 150.000 евра беа обезбедени од МВР. Локални избори 2025. Вториот круг на локални избори ќе се одржи точно за 6 денови на 2 ноември. Според податоците на Државната изборна комисија, вториот круг ќе се одржи во 32 општини и градот Скопје. Против кандидатите за градоначалничките места се очекува оваа недела да ја интензивираат својата кампања со митинзи и средби со граѓаните. Во саботата истече рокот за пријавување на болни и немоćни лица за гласање, додека за еден ден завршува и рокот за пријавување на лицата во домашен притвор. Овие лица, како и затворениците и лицата во старските домови, гласаат еден ден пред изборите, односно на 1 ноември. Од Државната изборна комисија информираа дека и во тек е пријавувањето на наблюдувачите за вториот круг на изборите. ДИК во четвртокот на јавна седница ги одби сите 57 приговори, поднесени за првиот круг од локалните избори. 37 од нив се однесуваат на постапката за утврдување и сумирање резултати од гласањето, а 20 приговори беа за самата постапка за гласање.
Во првиот круг на 19 октомври локалните избори завршија во 43 општини, додека во Гостивар, Маврово и Ростуше, Врапчиште и Центар Жупа, каде излезноста на гласачите беше 1/3 од вкупниот број запишани гласачи, постапката за избор на градоначалник се повтори, и тоа во рок од 60 дена од денот на објавувањето на конечните резултати. Локални избори 2025. Од различни перспективи која е суштината на наставничката професија и што навистина значи да се биде добар учител, беше тема на панел дискусијата во Прилеп која се одржа вчера како дел од кампањата Магијата е во знаењето. Панел дискусијата со наслов Добриот наставник, прво пријател, па потоа учител, магијата на добро утро деца, собра наставници, стручни лица, родители и представници на академската заедница, кои од различни перспективи зборуваа за суштината на наставничката професија и за тоа што навистина значи да се биде добар учител. Наставник што верува во секое дете, што станува глас на охрабрување, водич низ секојдневието и сојузник во учењето, токму такви примери беа во фокусот на панел дискусијата во Прилеп во рамки на националната кампања Магијата е во знаењето, која ја спроведува Министерството за образование и наука. Во своето обраќање, Министерката за образование и наука, професор доктор Весна Јаневска, ја нагласи исклучителната улога на наставниците не само како пренесувачи на знаење, туку и како личности што со својата посветеност, емпатија и личен пример оставаат неизбришлива трага во животите на младите. Театарот Војдан Чернодрински со представата Чиста куќа од Сара Рул во превод и режија на Тамара Стојановска утре, 28 октомври, со почеток од 19 часот, ќе гостува во Гевгелија на сцената на Народниот театар во Гевгелија. Организацијата е на Домот на културата Македонија во Гевгелија во рамките на програмата за манифестацијата Гевгелија град на културата за 2025, поддржана од Министерството за култура и туризам и општина Гевгелија. Чиста куќа е представа што раскажува длабока човечка приказна за животот и смртта преку 5 различни, но меѓусебно испреплетени ликови. Како што вели режисерката Тамара Стојановска, представата зборува за непредвидливите пресврти во животот и начинот на кој се соочуваме со нив, за болката што е неизбежна, за големината на простувањето, но и за љубовта и губењето на истата. Дизел горивата од ноќеска на полноќ поскапуваат за 1 денар по литар, а цената на бензините се зголемува за половина денар, одлучи денеска Регулаторната комисија за енергетика, водни услуги и услуги за управување со комунален отпад. Со одлуката се врши зголемување на малопродажните цени на нафтените деривати во просек за 0,88% во споредба со претходната пресметка. Новата малопродажна цена на Евросупер БС-95 е 73,5 денари за литар. Евросупер БС-98 ќе се продава за 75,5, Евродизел БС за 68, а екстра лесното масло за горење за 67,5 денари за литар. Временска прогноза. Времето денеска претпладне со повремени локални врнежи од дожд, наместа пообилни и поројни со услови за појава на ретки грмежи. Попладне врнежите ќе престанат, а облачноста ќе се намали. Ќе дува умерен до засилен ветер од западен и северозападен правец. Во Прилеп променливо облачно со повремен дожд. Минималната температура се спушти до 9, а максималната ќе достигне до 14 степени. Временска прогноза. Слушате Пелагониска хроника. Продукција Радио Пела, уредник Гордана Цветановска, техничка реализација Никола Димески. Октомври 2025 година.